Чест ми е денес да ја најавам премиерата на представата на драмското куклено студио Думон од Струмица, а тоа е Будење на пролетта од Франк Ведекинд. Би морал прво да одбележам дека овој проект Драмско куклено студио Думон е поддржан финансиски од општина Струмица веќе 4-та година и тоа е од огромно значење. Оваа година, освен што имаме две премиери, следната премиера ќе биде следната недела, имаме одобрено и некои средства за набавка на опрема која што ќе се набави во месец декември, за што ќе биде информирана исто така јавноста, па се надевам од следната година ќе имаме можност со поголема техничка поддршка да оствариме и подобри резултати во делот на техничката изведба на самите представи. Инаку да кажам неколку зборови како координатор и како режисер на представата. Во врска со представата, Франк Ведекинд е германски автор од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, еден исклучителен интелектуален ум и талентиран автор, драмски автор, кој што има своја посебна поетика во изразот, во словото пред се, и зборува за навистина интересни обштествени теми пред се. За него Брехт, еден од најголемите исто театарски творци на 20-тиот век, кажал дека му бил основна инспирација, а и други повеќе автори. Според мене тоа е вториот германски Гете. Во оваа представа Будење на пролетта, која што е еден од неговите најактуелни текстови, тој зборува за моралните вредности пред се и тоа во смисол во текстот тоа подразбира католицизмот или притисокот на католицизмот во крајот на 19-тиот век во Германија, каде што под моралниот притисок младите луѓе таму кои што навлегуваат во некоја нели фаза на пубертет или адолесценција, се едноставно неинформирани, потиснати од тој морал на ситната и покрупната буржуазија, која што го гледа само аспектот на финансиите и аспектот на тоа како ќе се представиш во општеството, а не дава сметка за природните нагони, за тоа што е вистинската морална природа кај човекот. Улогите или главните улоги во представата се практично тинејџери, што кај нас тоа многу одговараше во студиото, затоа што пред се учесниците се тинејџери и тоа е многу погодно за нивната возраст. Исто така има од друга страна возрастни професори и родители, кои што исто ги играат тие, но во еден подруг жанр, во гротескниот жанр пред се. Тоа би можела да дојде публиката и да види на што се мисли. Представата од авторот е наречена детска трагедија, но во нашиот случај не би кажал дека тоа е чиста трагедија, туку би рекол дека се мешаат повеќе жанрови. Тоа е драмата пред се, хуморот, гротеската, комедија во смисол на одредени интересни, смешни ситуации кои што се случуваат. Така што апсурдниот жанр исто така некаде во метаполето на самата представа пулсира. Тоа е една чиста естетика како представа, во смисол на исчистена од некои непотребни сценографски елементи, реалистични. Фокусот е на актерите кои што преку својата имагинација, вештини во говорењето, во движењето, во својата пластика како хабитуси ја изразуваат самата суштина на текстот и на представата. Еве така, јас би изразил благодарност до општина Струмица, до
Нуцка Антон Панов Струмица, кој што не поддржува исто така веќе четврта година со инфраструктурни капацитети, простори, одредена техника. Исто така до граѓаните на Струмица кои што досега го поддржуваа студиото Думон, до учесниците кои беа верни до крај и навистина искрено настапуваат во представите, се посветени на таа работа. Уметноста тоа и го бара.